денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Тетовецот Владимир Златковски, планинар од Љуботен, се искачи на врвот на Кала Патар на Хималаите. Гостиварските лекари со полни раце работа со пациенти кои развиваат симптоми на грип или ковид. Единствено тестирањето може да потврди со што се заразени. Лани на патиштата на подрачјето на СВР Тетово дури 8164 возачи возеле со брзина поголема од пропишаната. Тетовецот Владимир Златковски, кој е дел од планинарскиот клуб Љуботен од Тетово, се искачи на врвот Кала Патар на Хималаите во Непал на надморска височина од 5644 метри. Овој негов планинарски подвиг го опишува како незаборавен и со нас го сподели неверојатното искуство. Чувството е прекрасно. Секој мисли дека после ваков подвиг ќе биде истрошен, но јас сум полн со енергија. Тетовецот Владимир Златковски, планинар и секретар во планинарскиот клуб Љуботен во Тетово, е презадоволен од неговиот планинарски подвиг, искачување на врвот Кала Патар на Хималаите во Непал. На надморска височина од 5644 метри, Златковски со уште двајца пријатели од Скопје се искачил пред крајот на 2021 година. Со нас го сподели ова, за него на вистина незаборавно искуство. Everest Base Camp Trekking. Значи, тој е подвиг кој верувам сите планинари би сакале да го видат и заслужува да се направи еднаш во животот. Тоа се значи се прави меѓу 12 и 14 дена. Нели трае целиот подвиг. Значи започнува од Лукла, тоа е еден аеродром кој се наоѓа на 2800 метри и од таму започнува движење. Значи самата патека до Everest Base Camp представува значи 65-70 километри на движење во еден правец. Тоа се два национални парка во кои се поминува. Ако се сеќавате од филмот на Еверест, тоа се оние висечките мостови, значи една прекрасна гледка во Хималаите која се доживува нели само ако го посетиш тој дел, тоа место. Можам да кажам дека значи се спие на различни локации, се среќаваат многу локални луѓе. За моја среќа ние го направивме значи од 17.12 до 31.12, значи нашево патување со двајца мои пријатели од Скопје. Тоа што е интересно што нели се оди до висина од 5644 метри. Сепак висината знае да направи некои проблеми на телото на луѓето. Се оди етапно, значи секој ден се спие во различни места. Конкретно на некои места се спие и 2 ноќи заради аклиматизација, сепак е висока нели надморската височина и еве конкретно првата ноќ спиевме во едно место Монџош се вика, втората и третата вечер спиевме во едно место Намче базар кој е најпознато и најголемо во тој дел. Тоа е лоцирано на 3440 метри надморска височина. Следниот ден се прави една прошетка на повисоко, значи до 3900 метри, па пак се враќа назад да се спие во истото место заради аклиматизација. Веќе четвртата ноќ ја спиевме во Тингбоче, едно место кај што е лоциран најголемиот будистички манастир во тој регион, манастирот Тингбоче. Тој манастир е некаде на 3900 метри надморска висина. За моја среќа ни дозволија да присуствуваме на церемонијата на монасите, на нивното молење, кое е многу интересно да се види, бидејќи
присутно со доста интересни инструменти, така да самата церемонија е доста интересна да се погледне. Следното наќевање во местото кое се вика Дингбоче, кое е на 4400 метри, потоа оди следното наќевање во местото Лобуче, кое е скоро на 5000 метри, и последното наќевање е во Горак Шеп, кој е лоциран на 5200 метри. Од Горак Шеп, значи едниот ден го посетивме Еверест бейс кампот, од каде започнуваат сите искачувања кон самиот врв Еверест. За жал имаше само еден шатор, нас е познато дека во тој период има многу различни шатори од многу учесници кои се искачуваат до самиот врв, додека овој пат имаше само едно од еден германец кој ќе проба соло искачување на Еверест во зимски услови. Наредниот ден се искачивме на врвот Калапатар, кој се наоѓа на надморска висина од 5644 метри. Самиот врв Калапатар значи видиковец во превод, бидејќи тој е лоциран спротивно од самиот врв Еверест и од него има значи прекрасен поглед на врвот на Амадаблам, на Лотце, на Лобуд, на Нупце, Еверест, значи и тие други врвови кои се лоцирани значи во тој сегмент, во тој дел. Потребна е, се разбира, физичка подготовка, бидејќи и високата надморска височина може да предизвика одредени појави и проблеми во човековиот организам. Тој има богато планинарско искуство позади себе, а добил и низа совети од пријателите од клубот Љуботен. Благодарение на тоа што сум член во планинарскиот клуб Љуботен, некои совети со самиот председател Јован Божиновски, со нашиот член Надир Мусели, кој е неверојатно искусен во вакви потези. Значи, добив информацијата која ми е потребна, така да исто треба доста физичка подготвеност, затоа што сакали или не сакали, тоа се 70 километри во еден правец и 70 километри во друг правец. Значи, за разлика од нашиве планини, таму нема инфраструктура, па некој доколку имаш проблем ќе дојде да те земе и таму за жал нема инфраструктура. Единствената врска, ако не дај Боже те бидете повредени или нешто се случи со вас, единствената врска е хеликоптер, кои се доста скапи, нели, ако би требало да ве земат. Меѓутоа, освен физичката подготвеност, значи вие треба да бидете подготвени дека на таа висина може да имате и главоболки, мачење, нели, непријатно е. Значи самите ноќи траат многу долго, бидејќи спиете, нели, веќе на над 4500-5000 метри, вие буквално спиете по 1-2 часа и тие се така замајани, нели, не се чувствувате удобно при спиењето. Сега, нели, како што кажав, овој потек е исклучиво планинарски, нели, подвигот не е алпинистички. Може да замислите на тие луѓе кои веќе од тој момент почнуваат и нагоре, значи од 5000 метри одат до 8800, нивниот подвиг е уште за поголема почит, бидејќи сепак тоа се екстремни услови кои ретко кој може да ги помине. Временските услови биле одлични, бидејќи нивното патешествие било проследено со сонце. Тој има препорака и за сите љубители на планинарењето. Искрено, одлично искуство. Треба некој, секој кој е по овие работи, значи по планинарење, би му препорачал да си го испланира една во животот ова искуство. Значително е зголемен бројот на пациенти кои се јавуваат за амбулантски прегледи на инфективното оделение во Гостивар, а имаат симптоми на грип или ковид. Од оние кои се праќаат на тестирање, речиси сите добиваат негативен резултат за коронавирус. На оделението нема хоспитализирани болни. Лекарите во Гостивар периодов имаат полни раце работа со пациенти кои развиваат симптоми на грип или ковид.
Со оглед дека манифестацијата на вирусите е слична, единствено тестирањето може да потврди со што се заразени граѓаните. Од оние кои се праќаат да направат тест, скоро сите добиваат негативен резултат за коронавирус, што упатува на тоа дека гостиварци се на удар на сезонскиот грип. На инфективното одделение има по 30 на амбулантски прегледи, а нема ниту еден хоспитализиран. На одделение моментално немаме пациенти. Значи амбулантски е зголемен број на пациентите. Дали е со сезонски грип или со омикрон не можеме да кажеме. Значи ние ептен сумливите, сомнителните што се за омикрон или за коронавирус, ние ги прачаме да направат брзи тестови. Во најголем број, да не кажам 98%, доаѓаат негативни тие тестови и ние ги третираме како сезонски грип фактички таквите пациенти. А какви симптоми имаат? Симптомите се исти како и со короната вирусот, значи се со покачена температура, малаксаност, болки по цело тело, гушоболка, значи студ, треска, значи сите, дури некои имат и нагони на повраќање со пролив. Медицинарите проценуваат дека за 10 дена ќе се покаже дали новиот вид ковид, омикрон, го има во Гостивар. Ако се знае дека голем број печалбари празниците ги поминаа во родниот крај, а вирусот е раширен и во соседството. Со короната знаеме дека инкубацијата траеше до две недели. Омикронот читам дека е многу побрза инкубацијата, значи е 3 до 5 дена. Значи ние ќе чекаме, еве и 2 недели ќе чекаме да видиме како ќе биде со бројот на ново заразени. Иако во Македонија бројот на заразени, еве вчера видоме дека скоро 1150, мислам така беше. Значи и во соседниве земји е алармантно. Значи денеска читав Сабајле, Србија е 5200 и значи според бројот на население тука сме. Состојбата со коронавирусот на гостиварското подрачје се држи на стабилно ниво, со спорадични случаи. Минатата недела беа регистрирани вкупно 14 новозаболени. Медицинските лица велат дека зголемувањето на бројот на нови случаи на COVID-19 во земјава е очекувано. По новогодишните прослави и олабавените мерки бројките ќе растат. Светот во последните недели бележи пораст на заразени со коронавирус, при што се повеќе присутна е омикрон варијантата која брзо се шири. Во земјава беа детектирани нови 9 случаи со омикрон, од кои 8 се од Скопје и 1 од Кочани. Микробиологот доктор Никола Пановски вели дека зголемените бројки се очекувани и ќе растат. Мислам да се ослонувате на граѓаните дека ќе почитувале прописи кај што доаѓа омикрон кој се шири во просторија без разлика колку луѓе има, а знаете колку имаше места. Кај што се славеше низ државата, така да ова сега веќе е доцна за секакви мерки. Секако дека ќе биде срушен рекордот и тоа во големи проценти и во голем број на ново заразени. Единствено станува да се надеваме дека од тој број нема да се преполнат болниците. Дека овие заразени се, да речеме, или прележани, или имаат вакцина, или се со омикрон сојот кој не дава таква клиничка слика, и ако се хоспитализираат дека лежат многу пократко. Зголемувањето на бројот на лица со COVID-19 според последниот неделен извештај на Институтот за јавно здравје е за 37,6% повеќе во однос на минатата недела. Односно за 7 дена во земјава се регистрирани 2643 нови случаи од 34 града. Од Алијанса за албанците одржаа пресконференција во седиштето во Тетово. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Деновиве во земјата медиумите известија за уште една друга скандалозна одлука на апелациониот суд во Скопје. Се ослободува уште еден соработник на претходниот режим и на актуелниот хибриден режим предводен од Ахмети, Мјелков и Заев. На ист начин како и многу други криминалци и Орче Камцев си ја купи слободата. Еден од главните обвинителите за најтешки дела на злоупотребата на парите на граѓаните. Камчев, исто како и Мјелков, си ја купува слободата токму со парите за кои постои сомнение дека ги има украдени од вашите џепови. Овој случај, како и во претходните случаи,
само го потврдува тоа што ние го констатиравме со години. Во Северна Македонија мафијата создаде држава. Мафија добива државјанство, додека граѓаните кои што немат 11 милиони евра се држат невини во затворите. Ве уверуваме дека правдата досни, но не заборава. Еден ден сите вие ќе одговарате, а невините граѓани ќе ја почувствуваат и уживаат слободата. На големиот христијански празник Бадник во Гостивар продолжува традицијата на бадниковата поворка со која дечињата го најавуваат Христовото раѓање. Годинава наместо низ градските улици поворката ќе се одржи во кругот на црквата Успение на Пресвета Богородица. Најмалите гостиварци повторно ќе бидат во средиштето на празничното славие за големиот христијански празник Бадник. Традицијата на бадниковата поворка, со која децата го најавуваат Христовото раѓање во Гостивар, продолжува по една година пауза наметната од ковид пандемијата. Настанот го организира црквата Успение на Пресвета Богородица со благослов и поддршка на владиката Господин Јосиф и Македонската православна црква Охридска архиепископија. Изминатите денови се направија подготовките и пробите на кои дечињата учесници ја вежбаа коледарската песна Вечниот Бог, што ја пеат на поворката. Годинава има промени и наместо вообичаено со движење по улиците низ градот, целата церемонија ќе се одржува во кругот на црквата Успение на Пресвета Богородица. Преку архивските снимки накратко се потсетуваме на оваа убава и важна христијанска традиција што се негува во Гостивар. Во бадниковата поворка децата држат звезди во рацете и ги символизираат ангелите. Начело на поворката ја носат Витлеемската пештера и преку песната ја шират радосната вест меѓу христијанските верници за раѓањето на Спасителот. Од Гостиварското архиерейско наместништво ги покануваат родителите и децата да бидат дел од годинешната бадникова поворка утре на празникот Бадник, со почеток во 10 часот во црквата на градскиот плоштад во Гостивар. Физички напад на 26-годишен гостиварец. Во Полошкиот регион пак, при акцијска контрола за брзина биле санкционирани 15 возила, кои вршат јавен превоз на патници. Следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера во 16 часот и 20 минути на улица Боге Велјановски во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 52 годишник од Гостивар, кој претходно околу 15 часот и 30 минути во маркет на улица Питарница во Гостивар физички нападнал 26 годишен гостиварец. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто против инволвираниот ќе следува соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 6 часот до 10 часот на автопатот Гостивар Тетово Скопје и магистралата Гостивар Кичево спровеле засилена акцијска контрола за брзина со која се движат автобуси и минибуси кои вршат јавен превоз на патници. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 15 возила од ваков вид, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина за оваа категорија учесници во сообраќајот. Едно патничко моторно возило пак од Гостивар се движело со 70 км на час повеќе од дозволената брзина. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените санкции. Во претходната година на патиштата на подрачјето на СВР Тетово дури 8164 возачи не ги почитувале сообраќајните правила и прописи, односно возеле со поголема брзина од пропишаната. Претходната година на патиштата на подрачјето на СВР Тетово, поточно на автопатот Гостивар Тетово Скопје и регионалните и локалните сообраќајници во Тетовско, како и на Тетовските улици, вкупно 8164 возила, односно возачи, не ги почитувале сообраќајните знаци, правила и прописи, кои се однесуваат на максимално дозволената брзина на движење.
Најголемиот број од пречекорувањата регистрирани се на автопатот и магистралата од патнички возила, меѓу кои неретко евидентирани се и возила кои се движеле и со над 70 км/час повеќе од дозволеното. На сите пребрзи возачи изготвени им се поднесоци согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и нив ги очекуваат соодветни парични глоби кои за овој вид прекршок се движат од 45 до 400 евра во денарска противредност, зависно од големината на пречекорувањето. Екстремно пребрзите пак ќе се соочат и со мерка време на одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово и годинава продолжува со контролни активности за брзина и посебно во вечерните часови, кога се активира така наречениот ноќен радар и ќе ги санкционира сите прекршоци. Ова дотолку повеќе што и минатата година неприлагодената брзина е најчестата причина за сообраќајни несреќи на ова подрачје, со вкупна бројка од 299 несреќи, а веднаш потоа и неправилно вршење на дејствие 227 несреќи. Ракометната репрезентација на Македонија не го одигра последниот контролен надпревар против Израел, бидејќи кај противникот има тројца ракометари кои се позитивни на COVID-19. Ракометната репрезентација на Македонија остана без генералка пред настапот на Европското првенство во Унгарија, бидејќи контролниот надпревар против Израел беше откажан на само неколку минути пред почетокот поради 3 позитивни случаи на COVID-19 во редовите на противникот. Двете репрезентации вчера имаат тестирање за присуството на вирусот, согласно планот и програмата на ЕХФ за навремено откривање на позитивни случаи. Од нашата репрезентација на неколку часа пред надпреварот објавија дека сите тестирани имаат негативни резултати, но наодите од тестирањето на израелците доцнеа. Интересно, гостите од Израел на 45 минути пред закажаниот почеток на надпреварот излегола на паркетот и започнаа со загревање, но на 6 минути пред почетокот тие беа повлечени, бидејќи пристигнаа резултатите од тестирањето според кои кај тројца од ракометарите е детектирано присуството на COVID-19 вирусот. Со оглед на тоа дека овој надпревар е откажан, Македонија подготовките ги завршува со 3 победи на исто толку контролни надпревари. 2 пати беше совладан Кувајт во Маврово со 31:21 и 22:21. И една победа беше забележана над Израел во Скопје со 31:28. Ракометната репрезентација на Македонија до 11 јануари ќе се подготвува во Скопје, а потоа заминува во Дебрецин, каде ќе се игра нашата група на Европското првенство. Континенталниот собир го започнуваме против Словенија на 13 јануари, селекција која вчера доби еден позитивен наод на COVID-19. Продолжуваме против Црна на 15 јануари, репрезентација која вчера доби најлоши вести, бидејќи има 4 заразени ракометари, а групната фаза ја завршуваме на 17 против Данска, која има еден позитивен случај на COVID-19. Со оглед на состојбата со големиот број на заразени ракометари во речиси сите репрезентации кои треба да настапат на Европското првенство, навистина е неизвестно кои ракометари ќе се најдат на конечните списоци на селекторите.
Почитувани гледачи, овде е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!